црковна година, обрезанието Господово и светиот Василий Велики. Времето за нас е тек на секундите, минутите, часовите, месеците и годините. Времето върви и патува, а со него и ние вървиме и патуваме. На прагот на оваа година ние сме повикани да му благодариме на Бога, кој ги поставил премијата и годините и со својата промисла владее над се. Да му благодариме за сите добрини што ги појавил од нас и воопшто во светот за изминатата година и да го помолиме да ја благослови годината што настапува. Та новото лето Господово да ни биде благопријатно за сите нас, за нашите домашни, за нашиот народ, за нашата црква и држава и за сите луѓе во светот. Денес црквата го празнува и обрезанието Господово. Ова обрезание ни покажува дека Господ Исус Христос не дошол да го наруши законот, туку да го исполни старозаветниот закон. Литургиското Евангелие ни исполнува дека на денешен ден, осмиот по раѓањето на Богомладенецот, му било дадено името Исус, известено од ангелот уште тој пред да биде зачнат. А името Исус значи Спасител. Како патници на земјата, ние имаме потреба од патеводител, од водач кој ги знае патеките и тешкотиите и искушенијата и може да не води и упатува, да ни помага и да не спасува. Ние не би можеле од почетокот на оваа година да си посакаме ништо подобро од тоа Господ Исус Христос да оди пред нас, да не заштитува и да не спасува. Светата црква ни дава еден пример на личност што во својот живот го имала за водач, учител и спасител самиот наш Господ Исус Христос. На денешен ден Светата црква го празнува светиот Василий Велики, архиепископ Кесаријски, уште наречен Вселенски учител, Вселенски отец, кој се родил во 330-та година, по Христовото рождество од благочестиви, благородни, славни и богати родители христијани. Неговиот татко бил познат адвокат за тоа време. Неговите родители имале 10 деца, 5 синови и 5 ќерки, од кои што денеска православната црква повеќето од нив ги празнува како светители. Светиот Григорий Богослов сведочи за животот на Свети Василий Велики говорејќи: животот на Свети Василий беше молња, а неговото учење беше грмотевица. Светиот Василий Велики бил најголем социјален работник во тоа време. Тој го продал имотот што го наследил од своите родители и во црквата во Кесарија организирал бесплатни трпези за сиромашните. Изградил многу различни добротворни институции, прифатилишта за деца и за болни. Таков голем човек преку Христа бил светиот Василий, кој починал во 379 година на 50 годишна возраст. Мораме да спомнеме и тоа дека ја составил литургијата што го носи неговото име Василиева. Неа ја служиме 10 пати во годината, меѓу кои денес беше отслужена оваа литургија со длабоки молитви. Навистина благодариме што денеска сме тука со вас во оваа црковна жива заедница литургиска со отците од овој храм, кои што навистина заслужуваат една пофалба, бидејќи гледам големи дела во самата црква и околу црквата во дворот, нормално заедно со старешината и со братството и со вас, со верниот народ, заслужувате пофалба и да продолжите понатаму така. Празнувајќи го споменот на светиот Василий Велики, да се трудиме да го поддржаваме во чувањето на чистотата на православната вера, во скромноста на неговиот живот и неговата исповедничка смелост, да му се молиме со зборовите од неговиот ропар. Ти небесна светлино, Оче преподобен, моли го Христа Бога да ги спаси нашите души. Амин. Господ да благослови и за многу години да ни ја празни. Господ со вас.